Ново истражување спроведено на Универзитетот во Вашингтон проценува дека над 1 милиарда луѓе консумирале штетни количини алкохол во 2020 година. Трудот открива и дека алкохолот не е добар за лицата помлади од 40 години. Нашата порака е едноставна. Младите луѓе не би требало да пијат, но постарите луѓе може да имаат поволност од пиењето мали количини, изјавила Емануела Гакиду, професор на универзитетот. Во истражувањето биле вклучени податоци за мажи и жени на возраст од 15 до 95 години во периодот од 1990 до 2020 година во 204 земји и територии. Во секој регион, најголемиот дел од населението што пиело штетни количини алкохол било од машката популација на возраст од 15 до 39 години. Околу 60% од повредите поврзани со алкохол, како сообраќајни несреќи, самоубиства или убиства, им се случиле на луѓе од оваа група. Според истражувачите, немало никакви здравствени поволности од алкохолот за луѓето до 40 годишна возраст. Од друга страна, луѓето постари од 40 години, кои немаат здравствени проблеми, може да имаат некои поволности од пиењето мало количество алкохол, како намален ризик за срцева болест, мозочен удар и диабетес. Колку алкохол може да се пие? Препорачаната количина алкохол за мажи од 15 до 39 години е еднаква на 1/10 од стандарден пијалак дневно. Под стандарден пијалак се подразбира една мала чаша вино, мало шише пиво или мала чаша виски или друг жесток пијалак. За жените, препорачаната количина е еднаква на 1/4 од стандарден пијалак дневно. За лица на возраст од 40 до 64 години, мажи и жени, се препорачува најмалку околу 1/2 од стандарден пијалак дневно, а најмногу речиси 2 стандардни пијалаци дневно. И тоа е се за ова видеа, се надеваме дека ви се допадна темата за денес и овој канал секако, па ако е така одредете еден субскрајб и дадете максимална поддршка за понатамоѓен развој на овој македонски YouTube канал.